Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Свесни сме за загриженоста за националниот идентитет. Вие одлучувате за вас и за вашиот чекор. Порача од Скопје председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Пораст на бројот на заразени од COVID. Охрид втор по бројот на активни случаи во државава. Струшките советници бараат титни мерки за проблемот со кучињата скитници. Екоакција под мотото "Стружаните имаат право на чиста средина". Иницијатива за сезонски авиолинии Белград-Охрид. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерени максимални 31 степен Целзиусов. Попладне, услови за развој на нестабилност и локални врнежи од дожд и грмотевици. Појава за највреме можна во попладневните часови, во текот на ноќта кон среда ведро со локална облачност. Во среда на најголем дел од Европа времето претежно сончево со локална облачност, во Скандинавија, североисточна и југоисточна Европа локално умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Во северна и североисточна Европа невообичаено свежо за овој период од годината, во останатите делови од стариот континент пак надпросечно топло. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево со локална облачност и топло, но со благ пад на температурите. Попладне локално во централните, јужните и источните делови на полуостровот, локални врнежи од дожд, максималните дневни температури од 27 до 34 степени Целзиусови. Во Македонија во среда времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и посвежо со благ пад на дневните температури. Попладне локално во северозападните, западните и југозападните делови услови за локални врнежи од дожд, минималните од 13 до 22, максималните дневни температури од 26 до 35 степени во земјава, UV индексот со висока вредност 8. Во Охрид во среда претежно сончево со локална облачност и топло време, попладни услови за слаб и локален дожд, минималната 18, дневната 28 степени Целзиусови. Во четврток претежно сончево време со локална облачност, минималната 16, дневната 28 степени. Во петок и сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со осетен пад на температурата, минималната 14, дневната 21, односно 18 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании.
Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во европскиот предлог имаме дефинирани и недвосмислени позиции за јасно и недвосмислено прифаќање на македонскиот јазик, истакна премиерот Димитар Ковачевски после средбата со председателот на Европскиот совет Шарл Мишел на денешната пресконференција. Вие одлучувате за вашите чекори, а Северна Македонија припаѓа во Европската унија, кажа председателот на Европскиот совет. Свесни сме за загриженоста за националниот интегритет, но можете да очекувате дека ќе стојам за вашите легитимни права, кажа Мишел. Премиерот Димитар Ковачевски на заедничка пресконференција со председателот на Европскиот совет Шарл Мишел најави дека покрај францускиот предлог ќе биде објавен и протоколот за спроведување на договорот за добрососедство со Бугарија. Предлогот ги става и билатералните историски прашања надвор од преговарачката рамка. Ќе имаме време за затварање на отворените прашања со соседите се додека тие не бидат праведни за двете страни. Сега е дојден моментот кога ќе ја ставиме дневната политика и ќе постапиме државнички и одговорно и доследно да се држиме до позициите во секој поглед, истакна премиерот Ковачевски. Македонскиот јазик во предлогот е апсолутно чист и еднаков со другите јазици на Европската унија, без никакви фусноти до објаснувања и звездички. Со изменетиот, прецизиран, дополнет француски предлог, го добивме она за што со години се бориме, а тоа е чиста формулација на македонскиот јазик. Исполнета е клучната позиција, државната, која беше најважна за нас и на која останавме доследни. Вие одлучувате за вашите чекори, а Северна Македонија припаѓа во Европската унија, кажа председателот на Европскиот совет Мишел. Тој при тоа уште еднаш ја потенцираше поддршката и заложбата на Европската унија за почеток на преговорите со Северна Македонија, посочувајќи дека ова се клучни моменти за напредокот на нашата држава од економски, политички и социолошки аспект. Свесни сме за загриженоста за националниот интегритет, но може да очекувате дека ќе стојам за вашите легитимни права, кажа Мишел. Лично јас сум уверен дека ова е урамнотежено решение кое што се упатува на вашите загрижености и целта е јасна да се започне со пристапните преговори и конечно да се придвижиме кон градење на нашата заедничка иднина во ЕУ. Ако кажете да, првата меѓувладина конференција ќе се организира во следните неколку денови и ќе имплементира одлуката од март 2020-та. Со овој предлог јасно дискутираме и за македонскиот јазик. Тој е ваш јазик, македонскиот јазик е ваш јазик и предлогот го почитува тоа. Законодавството на ЕУ, целото ќе биде преведено на македонски јазик. Исто така, свесни сме за загриженоста што изразија некои луѓе во врска со вашиот национален идентитет и може да сметате на мојата целосна поддршка како председател на Европскиот совет дека систематски ќе стојам зад вашите легитимни права. Премиерот Ковачевски истакна дека поддршката на Европската унија во процесот на интеграција на Северна Македонија е од особено значење за државата во исполнувањето на основната стратешка цела, тоа е полноправното членство во Европската унија. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел претходно присуствуваше на денешната владина седница и оствари средба со председателот на Македонија Стево Пендаровски. Пендаровски порача дека македонскиот јазик и идентитет мора да бидат почитувани и гарантирани од страна на ЕУ. По зачестените напади од кучиња скитници, струшките советници бараат итна стерилизација и хуман третман. Велат тоа е единствениот излез за проблемот со големиот број глутници и кучиња кои сеат страв во струшко.
Во ек на летната туристичка сезона, Струга е преплавена со бездомни куќиња. Граѓаните револтирани стравуваат за сопственото и здравието на своите деца. Струшките советници бараат итно решавање на проблемот со бездомните куќиња. По неколкуте напади врз малолетни деца и жени, кои завршија во болница, советниците од ВМРО поднесуваат предлог за итна акција, стерилизација и хуман третман. Велат во услови кога градот нема стационар. Тоа е единствениот излез за проблемот со големиот број глутници и куќиња кои сеат страв во Струшко. Да се изнајде итно и брзо решение со оглед на можностите и на општината и на останатите фактори, да на некој начин го ублажиме овој првичен удар кој што го доживуваме секојдневно како граѓани на општина Струга во поглед на се позачестените напади од куќињата скитници. Тоа значи дека од општината ќе бидат побарани да се обезбедат средства за итна стерилизација и кастрација. Во ек на летната сезона туристичка Струга е преплавена од бездомни куќиња. Граѓаните револтирани стравуваат за сопственото и здравието на своите деца. Проблемот со куќињата скитници се провлекува со години, а градот се уште нема решение. Тоа е пред се отсуство на слух кај луѓето кои што се задолжени да се грижат за проблемите со кои што се соочуваат граѓаните, меѓутоа никогаш не е доцна да се направи првиот чекор или да се воспостави некаква пракса која што во иднина ќе можеме да ја користиме во справување со вакви, би рекол, ненормални ситуации. Изминати 50 денови регистрирани се повеќе напади во Струшко. Куќиња скитници направија масакр во село Мислишево, удавија цело стадо овци. Жртви на напади има и во строгиот центар на градот. Повредени се неколку малолетни деца и 2 жени, кои завршија во болница. Повредените најавуваат тужби до општината, ке бараат одштета. Градоначалникот Мерко најави решавање на проблемот преку соработка со единствениот волонтерски стационар кој функционира во Струга. Нови 293 случаи на COVID-19 во последните 24 часа. Охрид втор во државава по број на активни случаи. Бројките евидентно растат изминатиот период. Тоа според докторите се должи на раздвиженоста на граѓаните, а нискиот процент на вакцинација. 293 нови случаи на COVID-19 во последните 24 часа. Направени се 1254 тестови, а најголем број од новите случаи се регистрирани во Скопје 157, Куманово и Битола по 19 и во Охрид 18, информира Институтот за јавно здравје. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 81 реинфекција, регистрирани се и 102 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа не е пријавено ниту едно починато лице. Охрид според бројот на активни случаи е втор град во државава со 76 регистрирани активни случаи, веднаш по Скопје со активни 624 случаи. Бројките од изминативе неколку денови покажуваат дека иако граѓаните подзаборавија на ковидот, вирусот е тука и очигледно сме на почеток на нов бран. Зголемувањето на ковид позитивните пациенти периодов се должи на зголемената раздвиженост, а мал процент на вакцинирани против коронавирусот и опаѓање на имунитетот, изјави за МИА директорката на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Милена Стевановиќ. Според низините информации се зголемува бројот на прегледи, а помеѓу хоспитализираните лица пак има и болни со тешка клиничка слика. Директорката на клиниката за инфективни болести апелира до граѓаните да се зголеми процентот на вакцинирани лица, бидејќи вакцините даваат заштита и полесна клиничка слика доколку се дојде во контакт со вирусот. Од мерки за заштита засега на сила е само обврската за задолжително носење маски во здравствени установи, згрижувачки установи, аптеки и во јавниот превоз. Деновиве лекари апелираат до граѓаните да бидат совесни и при симптоми на настинка која е ретка и помалку веројатна во овој период од годината да останат дома и да се тестираат за да не се шири вирусот. Стружани имаат право на чиста средина. Под ова мото во петок 8 јули ќе се реализира акцијата за чистење на плажата 25 мај во Струга. Организатор е Сдруженијето Аква. Аква Сдружение најавува акција за чистење на плажата 25 мај во Струга под мотото Стружаните имаат право на чиста средина. Истата е дел од проектот
Младинското учество е важно, кој Аква Здружение го спроведува во партнерство со Центарот за интеркултурен диалог Куманово. Во рамките на проектот биле спроведени 10 едукативни работилници со 15 млади од Струга и од Охрид, во кои работеле на застапување на младинските проблеми и предизвици, кажува Ѓорги Шоповски, еден од фасилитаторите во групата. Еден од клучните проблеми кои го мапирахме беше токму проблемот со загадувањето и на водата, и на почвата, и на воздухот, што директно го прекршува правото на здрава животна средина, која е уставно загарантирано. Поради тоа одлучивме овој петок да направиме една акција за подигнување на свеста за заштита на ово човеково право. Акцијата ќе се изведе на плажата 25 мај во Струга, овој петок, 8 јули во 18 часот, во која ќе бидат вклучени екипи на јавното предпријатие Комунално Струга. Стружани имаат право на здрава животна средина, а тоа право е во наши раце, потенцира Шоповски, и ги повикува граѓаните на Струга да се приклучат на акцијата. Искрено се надевам на поголема посветеност, бидејќи сите сме засегнати од ова право и од животната средина воопшто. Така би било одлично ако повеќе луѓе се придружат. Проектот е поддржан од амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија. Отворена иницијатива за сезонска авиолинија Белград-Охрид. Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Македонија, Љупчо Јаневски, на покана на државниот секретар Жикица Несторовиќ при Министерството за трговија, туризам и телекомуникации на Република Србија, зеде учество на работните средби во Белград во рамки на конференцијата Нови идеи за ново време. Воведување на авиолинија на релација Белград-Охрид во фокусот на работен состанок на директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Македонија Љупчо Јаневски со државниот секретар Жикица Несторовиќ при Министерството за трговија, туризам и телекомуникации на Република Србија и Бошко Рупич, комерцијалниот директор на Ер Србија. Авиолинијата на релација Белград-Охрид би оперирала 2 пати неделно и би имала сезонски карактер, информираат од агенцијата. Ова е подкрепено со одличните статистички показатели за раст на бројот на српски туристи во 2022 година споредено со претходната. Раст од 100% во бројот на туристи од Србија кои го посетиле Охрид е забележан во првиот квартал од 2022 година споредено со 2021 година. Исто така и остварените ноќевања се со значителен раст, вели директорот на агенцијата Јаневски. Јаневски дополнува дека регионалната соработка е предуслов за развој на туристичката индустрија, а со иницијативата Отворен Балкан се поместуваат границите и истата станува дестинација од 15 милиони домашни туристи, која е сериозна можност за инвестиции. Туризмот треба да се перцепира и како генератор на воспоставување доверба, соработка, економско закрепнување и добрососедски односи во регионот. Иницијативата за сезонска авиолинија Белград-Охрид е отворена во рамки на конференцијата Нови идеи за ново време, организирана од Министерството за трговија, туризам и телекомуникации на Србија за заедничко дефинирање на стратегија и начин на представување на регионалниот туристички потенцијал како на дополнување на иницијативата Отворен Балкан. 61-то издание на најстарата фолклорна манифестација на Балканот, Балкански фестивал на народни песни и игри, ќе се одржи од 7 до 11 јули. На свеченото отварање на 7 јули, љубителите на фолклорот на сцената на Долни Сарај ќе имаат можност да го проследат концертот на ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец. Предвидени се обраќање на градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков, како и на подпредседателот на Собранието на Македонија Горан Мисовски. Предходно со почеток во 18 часот ќе биде отворена изложбата Муренките црници во изумирање во Радожда од академскиот сликар Славко Упевче. Дефилето на ансамблите учесници на фестивалот низ Охридската чаршија е предвидено во 19 часот. На овогодинешното издание ќе настапат ансамбли од Словачка, Турција, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија и Македонија. Влезот за сите настапи е слободен. Балканскиот фестивал е во организација на Националната установа Центар за култура Григор Парличев Охрид. Црвен крст Охрид најавува програма за подготовка на деца од 5 и 6 годишна возраст кои се уште не тргнале на училиште, без разлика дали посетуваат или посетувале градинка. Целта на програмата е да се поттикне радост кон учењето и стекнувањето на нови знаења, велат од Црвен крст.
Програма за подготовка на деца од 5 и 6 годишна возраст за во училиште е новина која најавува Црвен крст Охрид. Програмата е осмислена на начин да дечињата преку игра, забава и дружење ја развиваат и јакнат самодовербата, да стекнуваат вештини важни за успешно извршување на училишните задачи кои ги очекуваат преку креативни вежби за броење, помнење и концентрација, за размислување, за грамофомоторика, за фина моторика, вежби за осознавање и разбирање на просторните и временските односи, за говорот и речникот, јазична и математичка писменост, социоемоционални вежби за насочување и одржување на вниманието и друго. Вежбите се приспособени на возраста на детето и преку нив тоа станува свесно за своите способности, се поддржува да не се откажува при правењето грешки и да има храброст да биде креативно, објаснуваат од Црвен крст Охрид. Додаваат дека планирани се и најразлични теренски работилници на кои дечињата ќе го запознаат училиштето, опкружувањето и снаоѓање во сообраќајот. Родителите редовно ќе добиваат информација за напредокот на детето и насоки за понатамошна индивидуална работа со него. Програмата ќе се спроведува во помали групи во просториите на Црвен крст Охрид под водство на високопрофесионални и стручни лица, педагог-психолог со богато искуство во работа со деца. Предвидени се 2 термини за реализација на програмата, и тоа од 18 до 29 јули и од 3 до 16 август. Секое дете ќе добие сет на потребни материјали за работа. Заинтересираните родители повеќе информации, како и пријавување, може да добијат во просториите на Црвен крст Охрид или на имейл адресата ohrid@redcross.org.mk. Украинец агресивно се однесувал во угостителски објект во Охрид. Денеска, во 1 часот по полноќ, во Савара Охрид е приведен 42 годишен државјанин на Украина. Тој, предходно во хотелски објект лоциран на Кеј Македонија во Охрид, го нарушил јавниот ред и мир со агресивно и непристојно однесување кон вработените и присутните гости. Против него ќе биде поднесена пријава по Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, информира портпаролот на Савара Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Полицијата го уапси осомничениот во масовното пукање во кое загинаа 6 лица на парадата на Денот на независноста во САД во богатото предградие Хајленд парк надвор од Чикаго. По кратка бркотница со автомобил, 22 годишниот Роберт Кримо е приведен без инциденти, изјави за новинарите началникот на полицијата на Хајленд парк. Инаку, Кримо бил означен како осомничен за пукањето, но по неговото апсење полицијата изјави дека верува дека тој го изврши. Официјални лица соопштија дека околу 20 на лица, вклучително и деца, се згрижени поради повреди од огнено оружје, а некои се во критична состојба. Напаѓачот се качил на покрив од куќа и по случаен избор пукал во гледачите користејќи пушка со голема моќност. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг потврди дека денеска Шведска и Финска ќе го потпишат пристапниот протокол. Во вторник ќе го направиме официјалното потпишување на протоколот за пристап со финскиот и шведскиот министер за надворешни работи. Финска и Шведска се суверени нации и имаат право сами да го изберат својот пат и да се приклучат на НАТО. Ги поздравуваме во нашиот сојуз и секако сме подготвени за секој евентуален случај, изјави Столтенберг, додавајќи дека ставот на Русија кон нордиските земји кои се приклучуваат на алијансата е доста измешан. Нови наредби за евакуација на 50.000 жители на Сиднеј се издадени денес откако обилните дождови поплавија неколку предградија на најголемиот град во Австралија. Локалните власти предупредуваат дека се очекува уште по-диво време во следните 12 часа. Се предвидува нискиот притисок на источниот брег на Австралија да донесе обилни врнежи од дожд во јужните региони на Нов Јужен Велс. Дождот во некои делови од земјата паѓа 1 месец, а во следните 24 часа би можеле да паднат уште 100 мм во широка област од Нјукасл до јужниот дел на Сиднеј на растојание од повеќе од 300 километри. Јавува локалната метеослужба. Издадени се предупредувања поради опасност од поплави долж реките Непеан и Хоксенбери. Југозападен Сиднеј е под вода, а метеослужбата предвидува дека нивото на водата во областите Северен Ричмонд и Виндзор, северозападно од Сиднеј, ќе достигне повисоки нивоа од предходните 3 големи поплави во периодот од март 2021 година.
Италија пак прогласи вонредна состојба во 5 северни региони околу реката По среде најголемата суша во последните 70 години. Емилија Ромања, Фриули, Венеција, Џулија, Ломбардија, Пиемонт и Венето ќе добијат 36,5 милиони евра од фондовите за итни случаи со цел да се справат со недостигот на вода. Сушата се заканува на 30% од севкупното италијанско земјоделско производство. Невообичаено топлото време, ниското ниво на врнежи во пролет и лето доведоа до недостиг на вода во северна Италија. По е најголемата река во Италија со тек од повеќе од 650 километри. Земјоделците од долината на По велат дека солената морска вода сега навлегува во реката и ги уништува посевите. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!